Во студиото со вас, Маријан Ников. Пладнени вести ви благодарам за вниманието. Се уште не е позната распределбата на ресорите и кои кадровски решенија ќе влезат во владиниот кабинет на Мицкоски, откако владината коалиција ја напушти Алијанса на албанците на Таравари. Премиерот уверува дека владата има мнозинство и е стабилна, а за следната недела најави и разговори со другите владени партнери. Редовен состанок, на состанокот членовите на извршниот комитет на партијата ме овластија да во периодот кој што следи добив практично дозвола, вака народски кажано, да номинираме нови имиња кои што ќе ги заменат имињата на оние кои што одлучија да одат во прегратките на Али Ахмети и на Демократската унија за интеграција, односно од партијата на господин Арбен Таравари. Па во периодот кој што следи, многу работи ќе бидат појасни, така што да бидеме трпеливи и да разговараме, а во тие разговори сигурен сум дека ќе постигнеме договор, така што очекуваме веќе во текот на следната недела да има повеќе на оваа тема. Самиот факт што ја напуштивме владата по своја волја јасно покажува колку малку сме корумпирани. Можеби тоа е незамисливо за некои партии на власт, се вели во соопштението на Алијанса за албанците на Арбен Таравари. Алијанса за албанците будно ги следеше тврдењата на ВМРО за нашата партија и нејзиниот претседател. Во овие тешки денови на оваа влада во неволја, во целосно отсуство на политички аргументи, очекувано е да има клевети од најапсурден вид. Смирени сме, фокусирани на нашата работа кон октомвриска победа и не сакаме со никакви навреди или псевдообвинувања да ја оптоваруваме ВМРО која во моментов има доволно маќи. Алијанса за албанците е на добар пат и во своите најдобри денови, соопшти Алијанса на албанците на Таравари. Доколку до крајот на месецот анализите на Министерството за економија и пазарниот инспекторат покажат енормно зголемување на цените во маркетите на основните производи, премиерот најави реактивирање на мерките за замрзнати маржи што ќе важат до крајот на годината. Ги следиме состојбите. Јас немам таква информација. Разговарав со министерот пред 2 дена, имавме состанок и ми покажа бројки. Немам таква информација дека тоа се случува, но доколку се случи тоа на крајот од месецот, автоматски ќе бидат применети мерки кои што ќе траат до крајот на годината. И тоа јасно го кажавме дека такви трикови нема да толерираме. Слушаме трикови во кои што преку прокси правни лица ќе се изнесуваат пари под плаштот на маркетинг услуги, пиар услуги и така натаму, а со тоа практично ќе се плаќа таа маржа која што се плаќаше во минатото на одредени маркети. Слушаме, стигаат и до нас тие информации, вознемирени сме од тоа што го слушаме и не е добро тоа што го слушаме, затоа што на тој начин не можеме да градиме партнерски односи. Врховниот суд ја укина пресудата на апелациониот суд Скопје против Васил Јованов, со која тој беше осуден на 3 години и 10 месеци затвор за кривичното дело поседување и трговија со наркотици, и предметот го врати на второстепениот суд на повторно постапување и одлучување. Зоран Јаневски. Врховниот суд ја укина пресудата од 3 години и 10 месеци затвор за Васил Јованов заради поседување марихуана и кокаин донесена од Скопскиот апелационен суд. Тој според одлуката, иако имал обврска да ги извести Јованов и неговиот адвокат за денот на одржување на седницата, не го сторил тоа и во нивно отсуство ги разгледал жалбите. Второстепениот суд не ги известил обвинетиот и неговиот бранител за одржување на седницата, иако такво барање било истакнато во жалбата изјавена од обвинетиот. По оценка на Врховниот суд, со ваквиот начин на постапување од страна на апелациониот суд, сторена е повреда на одредбите на кривичната постапка во жалбената постапка, правото на еднаквост на оружјата и правото на правично судење, се вели во одлуката на Врховниот суд. Предметот се нашол пред врховните судии по барање за вонредно преиспитување на пресудата од апелација донесена во февруари.
Судот ја преиначил пресудата на Скопскиот кривичен суд, според која Васил заради поседување на 24 грама марихуана и 0,24 грама кокаин требало да оди во воспитно-поправен дом. Му одредил затвор во траење од 3 години и 10 месеци. Токму оваа пресуда беше посочена како отежителна околност при одредувањето на казната за сообраќајката во која загина Фросина. Одлуката за укинување на пресудата од Врховниот суд била донесена на 5 овој месец, 3 дена пред Васил да седне на обвинителната клупа. Сега предметот е повторно во апелација, кој доби и задолжение да одржи јавна седница. При повтореното постапување, второстепениот суд е должен да одржи јавна седница за која уредно ќе ги извести јавниот обвинител, бранителот на обвинетиот и обвинетиот, односно ќе обезбеди присуство на обвинетиот доколку истиот е на издржување на казната затвор или издржување мерка притвор. Пошто ќе бидат исполнети условите, судот да донесе правилна и законита одлука. Васил Јованов вчера беше осуден на затвор од 12 години заради сообраќајката на Партизанска, во која загина 22-годишната Фросина Кулакова. Во пресудата наведено беше дека и покрај бројните сообраќајни прекршоци, но и пресудата за поседување дрога, Васил не го приспитал своето однесување и кобната ноќ седнал зад управувачот и директно удрил во девојката која минувала на пешачки премин. Зоран Јаневски, Сител телевизија. Семејството на трагично загинатата Фросина Кулакова повика на нов протест денеска во 17 часот пред Универзалната сала во Скопје. Овој повик доаѓа откако основниот кривичен суд Скопје ја досуди 12 години затвор за Васил Јованов, кој со автомобил на 29 јануари годинава ја усмрти 22 годишната девојка во сообраќајна несреќа. Сестрата на загинатата Фросина, Росица Кулакова, во објава на социјалните мрежи го изрази незадоволството од пресудата на кривичен и ја нарече триумф на праксата на незаковинитост и плукање врз болката на семејството. Оваа срамна пресуда е само уште еден триумф на праксата на неказнивост што ја негува нашето труло судство. 12 години за животот на Фросина, 12 години за масакрот на сестра ми што преминуваше улица на пешачки премин на зелено, 12 години за искршен череп, распарчено срце и уништена иднина, напиша на Фејсбук Росица Кулакова. Собранието денеска ќе одржува 2 седници, 48-та, како и продолжение на 47-та со дополнетиот предлог за закон за енергетика во второ читање. За предлог законот за енергетика во текот на комисиската расправа беа прифатени 61 амандман од пратениците од сите пратенички групи. Главни придобивки од законот според Министерството за енергетика се либерализиран, транспарентен и конкретен пазар за електрична енергија, што ќе значи поголем избор и пофер цени за потрошувачите, како и воведување на паметни броила, што возможува прецизно мерење на реалната потрошувачка на електрична енергија и увид на крајниот потрошувач во својата потрошувачка на електрична енергија на дневна основа. Исто така поддршка за нови концепти како граѓански енергетски заедници и модели на активно напредување со побарувачката, зголемена пазарна ликвидност и пристап до повеќе извори на снабдување за стопанството и подеднаква можност за инвестиции на сите и инфраструктурна стабилност, преку инвестиции во системи за складирање и дигитализација на системите. Основните и средни училишта во Кочани се соочуваат со проблем на високи сметки и од тие причини имаат долг кон комуналното јавно предпријатие Водовод од повеќе од 10 милиони денари. Основните и средни училишта во Кочани со долг од 10,5 милиони денари за неплатени комунални услуги кон јавното комунално предпријатие Водовод, веде градоначалникот на Кочани Венко Крстевски, обвини за недомакинско работење на првите луѓе на училиштата, бидејќи имале средства за плаќање преку блок дотациите, но парите не ги уплатиле наменски. Директорите не го негираат долгот, но сметаат дека е неоснован, зашто се генерирал откако не се почитува методологијата за пресметка на собирањето на сметот. Наместо како што предвидува методологијата по метар кубен или по килограм, кај нас училиштата тоа се пресметува по квадратен метар и затоа сметките се од огромна или се огромни суми кои што ние нити можеме да ги платиме, нити можеме да го издржиме тој
капацитет финансиски за да можеме да бидеме на некоја регулатива нула со која по водовод. Дополнително тврдат, трошоците им се зголемени во текот на зимскиот период поради ниската температура на геотермалната вода за грејење на училиштата, па биле приморани да ја догреваат. Плюс, оно што е уште пострашното, немаме доволен притисок на влез за да можеме ние со нашите пумпи да испомпуваме до 4ти спрат на гимназијата. И затоа ние сме за да ги задоволиме потребите за училиштата, да набавуваме дополнително средства за нафта. Имаме реагирано неколку пати до претходните директори. Сумата и сметките што ги плаќа двете школи е 10.000 евра. Месечно. 7 месеци по 10.000 евра, тоа се 70.000 евра. Додаваат и дека блок дотациите од Министерството за образование стагнираат или се намалени, а трошоците постојано и се зголемуваат, што е пак спротивно од тврдењето на ВД градоначалникот дека фиксните трошоци се фингирани, а средствата се трошени за нефункционални цели, но не и за плаќање на долговите. За Сител, Трајан Ристовски.